Здраво на сите! Пријатели, добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам повторно на интересно прашање. Ми го постави Надица, Инстаграм пријателка, така да го погледнеме и да се фатиме за работа да ви дадам одговор и моје мислење. Надица, интересно е прашањето и она што ќе ти го кажам, супер е што у континуитет си успеала да воспоставиш дисциплина за да возиш точак. Друга работа е дека стомачните мускули, уствари секој мускул во телото секој од нас го има. Прашањето е волуменот, прашањето е цврстината и така натаму. Значи се работи за континуитет кој што и ти кажа на возење велосипед, кој што ти придонел да имаш подобра мускулатура на нозете, многу логично затоа што мускулните групи кои што се наоѓаат на нозете се најупотребувани, најоптеретувани кога имаат мускулите отпор, тие нивните мускулни влакна се кинат, за да подоцна тоа станува мускулно влакно се појако, да се создаваат нови мускулни влакна и така се добива мускулна маса. И затоа луѓе кои што сакаат мускулна маса секогаш одат на карта да дигаат тежини и да имаат вежби со отпор кои што подоцна со добра исхрана ќе им придонесе да зголемат мускулна маса, како и секоја друга мускулна група, така и за стомачните, ако зборуваме, секој од нас ги има. И доколку не ги гледаш пред огледало, тоа значи дека има перде кое што не дозволува ти да ги видиш, и тоа перде се вика масти или што народски ние го викаме сало. И вежби, да ти кажам, за да ти се појават стомачните, би било грешка, затоа што ако ние зборуваме колку ќе ти бидат јаки стомачите и колку можеби како мускулна маса во мускулната група на стомачни ти ќе имаш, тоа зависи од тоа колку ти вежби ќе правиш и колку интензивно, со каков отпор и така натаму, но за да тие се гледаат и тоа што ти го бараш можеби да го видиш во огледало, она што она што треба да го правиш, што јас го немам направено и малку глупаво да ти го кажувам, е да едноставно ги тргнеш мастите и салото кои што ги прикриваат стомачните и не им даваат да ги погледнеш во огледало и да бидат видливи. И мој совет за да тоа најдобро го направиш е да продолжиш со велосипед, можеби дополнително да вметнеш уште некои кардиодисциплини кои што се по-високо интензивни, кои што пулсот на срцето малку поинтензивно ќе работи за да се трошат малку повеќе мастите. И нормално како стомачни вежби можеш да одбираш и да гледаш на YouTube, имаш видеа за стомачни колку ти душа сака, така да немам што јас да ти кажувам какви треба и кои вежби се точно за стомачните, но во секој случај има една поговорка, не знам дали си ја слушнала, дека стомачните се прават во кујна и најголем дел од тоа колку ти масти ќе задржуваш и ќе тоа перде ќе се зголемува или намалува, зависи од тоа каква ќе ти биде исхраната, затоа превземи најголем фокус и акцент дади на тоа како ти се храниш. Бидејќи колку и да вежбаш, ако храната не ти е во ред, најверојатно никогаш нема да ги видиш стомачните. Така да, ако можам и на ова поле можеби да ти помогнам и да додадам некаква вредност, слободно искомуницираме повторно, па можеби пак ќе одговараме на прашање, затоа што повторно ќе кажам, за да одам до точка на индивидуализам и да ти дадам конкретен одговор и чекори што ти треба да правиш, треба доволно добро да сум запознат со твојот ден и биоритам и што ти моментално правиш, за да можеби ти дадам баш конкретен одговор. Мислам дека до некаде ти помагам за да добиеш нова слика за тоа што треба да правиш, но како и да е, слободно те охрабрувам да ме искомуницираш назад ако имаш дополнителни прашања и секого од вас нормално за да ако имате било какво прашање и тема и дилема и нешто мит што ве мачи во глава, да го одговараме тука. За денешнава епизода имав толку да кажам. Фала ти Надица уште еднаш и фала ви на секој што ја следите оваа содржина. Се гледаме во следна епизода, а до тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао!